гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. Делегатите му дадоа поддршка на Мицковски, доби трет мандат за лидер на ВМРО-ДПМН. Ова е мој последен мандат како председател на партијата, но ова е мојот најсилен мандат како слуга на државата. Партијата усвои стратегија за развој на државата во следните 5 години. Британски Таймс објавува, одбиените баратели на азил би можеле да бидат депортирани во Северна Македонија. Македонската влада тврди дека написите биле за внатрешно политичка потреба. Панче Тошковски добил опомена на излез од Скопје, безбеден град го уловил дека вози со брзина над дозволената. Дипломатски напредок на преговорите во Мајами, Русија и Украина продолжуваат со меѓусебните напади. А во тема на денот вечерва за промените по партискиот конгрес и за начинот на кој ќе се делува во следниот период, разговор со Тимчо Муцунски. Останете со нас. 804 од вкупно 817 делегати кои гласаа на денешниот 18-ти конгрес на ВМРО-ДПМН му дале поддршка на Христијан Мицковски за трет мандат на чело на партијата. Тој се заблагодари за довербата и, како што рече, привилегијата да ја води партијата во неговиот последен мандат. Од салата во Кавадарци порача дека ако никој нема проблем со нашата вековна историја и македонски јазик, тогаш граѓаните заслужуваат нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Според Мицковски мора да се најде решение кое ќе спречи идни предавства. На Конгресот беше усвоена и стратегија за делување во следните 5 години, во која во 10 точки се наведени клучните приоритети. Од Кавадарци известува Александар Спасовски. Христијан Мицковски официјално го доби третиот мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Без некоја неизвестност, бидејќи немаше против кандидати, Конгресот на ВМРО-ДПМН, кој брои над 800 членови, речиси едногласно му ја даде поддршката за нов 4-годишен мандат. Како што самиот најавија и како што предвидува партискиот статут, ова ќе биде негов последен мандат како председател на ВМРО-ДПМН. Вечерва пред вас, пред народот и пред историјата, го давам мојот завет. Ке го водам ВМРО-ДПМН со чест. Ке ја водам Македонија со одговорност. И нема да дозволам ниту еден ден да биде потрошен залудно. Ова е мој последен мандат како председател на партијата, но ова е мојот најсилен мандат како слуга на државата. Ке работам без одмор, ќе барам одговорност без компромис и ќе стојам исправен без страв. Во отсуство на некоја изборна неизвестност, ВМРО-ДПМН на овој конгрес фокусот го стави на изработка на еден нов документ, стратегија, водилка по која што партијата ќе се движи во наредните 5 години. Го нарекоа ново поглавје, стратегија 2030, која што практично ги поставува оние линии по кои што треба да се движи и ВМРО-ДПМН, но и Македонија. Фокусот е ставен на зачувување на јазикот, зачувување на идентитетот и достоинството, ЕУ интеграции, забрзан економски развој со фокус на дигитализацијата, интензивна борба против корупцијата и напредок на сите полиња, за како што рече Мицковски, да се всади еден нов менталитет кај македонците дека Македонија може и дека Македонија знае како. Следат 10 принципи кои дефинираат парадигмата на модерното државно водство. 1. Достоинство пред се, политиката ја почитува вредноста на човекот и државата. 2. Правдата е единствениот легитимен авторитет. Без неа нема држава. 3. Знаењето е највисока форма на капитал. Образованието е темел на иднината. 4. Државата мора да биде силна, но не и доминантна. Силна во заштита, умерена во контрола. 5. Нацијата е заедница на заедничката судбина. Не етнички список, туку историска целина. 6. Пазарната економија создава можности, но мора да биде праведна.
Слободата бара одговорност. 7. Институциите се јадрото на демократијата. Политиката доаѓа и си оди, а државата останува. 8. Европската ориентација е цивилизацијска определба, не тактика, туку вредност. 9. Технологијата и одржливоста се новиот облик на развој. Зелената трансформација е пат, не опција. И 10. Општеството се гради со доверба. Без неа нема стабилност, единство и напредок. Овој конгрес се очекува да има прилично значајно влијание на политичките текови во Македонија, имајќи предвид дека по конгресот Мицкоски најавува дека ќе изврши покрупни кадровски промени и освежувања внатре во партијата, кои што ќе почнат од самиот врв, најави нов извршен комитет, веројатно ќе има промени во подпредседателските позиции, не се исклучува можноста партијата да има и нов генерален секретар, а секако како што од претходно беше најавено некаде на стартот на пролета, би можело да се очекува и некоја покрупна реконструкција и освежување и внатре во владините редови. Од Кавадарци за Сител, Марко Најдановски и Александар Спасовски. Представници на сестринските партии на ВМРО-ДПМН упатија честитки за достигнувањата на партијата во последните 2 години со победите на парламентарните, председателските и локалните избори. Видео обраќање до партиското членство има премиерите на Хрватска и Унгарија, подпредседателот на Европската народна партија и германскиот државен министер за Европа. Elsöprő győzelem a parlamenti, az önkormányzati és az elnökválasztáson is, sőt elindítottátok hazátokat a stabil, kiszámítható és biztos fejlődés útján. A VMRO a hosszú ellenzék évek után mára Európa egyik, vagy talán a legsikeresebb politika ereje lett. Nakon ovoliko sjajnih izbornih pobjeda koje se ostvarili na parlamentarnim izborima, predsjedničkim i lokalnim, i dati potporu mom prijatelju, predsjedniku vlade i predsjedniku VMRO-DPMNE-a, Hristijanu Mickoskom za još jedan mandat. European People Party strongly support North Macedonia's European perspective. The reunification of the Balkans to Europe is a key strategic priority for me personally and for our party. Your future is lying in Europe. It lies in Europe. And that means I'm at your side because it's important to support your country and especially VMRO on the European path. За промените по Конгресот и плановите за делување во следниот период, во Кавадарци колегата Александар Спасовски разговараше со Тимчо Муцунски. Тимчо Муцунски, во тема на денот, господине Муцунски, ви благодарам што сте со нас. Благодарам и на вас и благодарам за можноста да гостувам во вашиот дневник. Како сте задоволни од организацијата на денешниот конгрес? Па ова е најголемиот конгрес организиран од ВМРО-ДПМН во историјата на своето постоење. Усвоивме клучен стратешки документ насочен кон обезбедување на визија за државата за следниот 5-годишен период. Тој е насочен кон повеќе области, од економијата, дигиталната трансформација, надворешната политика, но и создавање на една политичка култура во рамките на државата кој што има за цел да ја издигне Македонија на едно ниво кое што не било досега во сите овие полиња кои што имаме одговорност за владење. За потсетување е фактот што овој конгрес е континуитет на успешни изборни конгреси во последните периоди, конгреси по кои што партијата секогаш излегувала и посилна и пообедината, и немам никаков сомнеж дека и крајот на овој конгрес ќе означи еден значително битен период за партијата. Мицкоски добива нов мандат како председател на партијата. Што очекувате од овој мандат и од какви перформанси? Председателот Мицкоски докажа во последните години дека умее добро да ја раководи партијата, но еднакво значено и позначено од тоа е има јасен план за визијата за развој на нашата држава. Тоа го докажавме во последните година дена на централна власт, но да се потсетиме дека ВМРО-ДПМН од 2021 година има огромно мнозинство и во општините во рамките на државата. И затоа нема никаков сомнеж дека председателот Мицкоски ќе ја добие довербата на сите делегати и ќе ја добие нашата доверба да раководи со партијата во следниот период, каде што очекувањата сме свесни и од членството на партијата, но и од секој еден граѓанин се многу високи по испорачување на резултати кои што значат повисок стандард, поквалитетен живот и стабилна
и развиена држава во која што има владење на правото. Добро, со оглед на тоа дека Мицковски е единствен кандидат, очекувано е фокусот да биде на оваа стратегија која што Конгресот веќе усвои во оној прв отворен дел. Зошто е таа толку важна и како што можев да забележам, главен фокус се става некако на оние делови кои што се однесуваат на јазикот, на идентитетот. Дали е тоа вовед во некој нов обид за брзана интеграција, кон што цели оваа стратегија? Секако, како што спомнав на почетокот, најзначаен програмски, содржински елемент од овој конгрес е токму оваа стратегија, бидејќи таа ги воспоставува траекторијата по кој што ние ќе ја движиме не само партијата, туку како владеачка партија и државата. Спомна председателот Мицковски повеќе прашања. Има голем фокус во делот на економијата и дигиталната трансформација, кои што ги гледаме како најзначајни алатки за подобрување на животниот стандард на граѓаните, но нема никаква дилема дека ние сме држава која што има своји предизвици во делот на надворешната политика. Секако, основен приоритет, неостварена цел на нашата држава е полноправното членство во Европската унија. Но исто така сме свесни како повеќе од 30 години нашата држава се соочува со непринципиелни блокади, кои што многу повеќе се насочени кон вакви национални наративи, отколку кон завршување на оние технички цели кои што треба да ги означува европската интеграција. И затоа е добро ние да дадеме јасен сигнал и дома во државата кон македонскиот народ, но да дадеме јасен сигнал кон сите наши меѓународни партнери дека оваа држава, овој народ и ВМРО ДПМН како најсилна политичка партија во Македонија има јасен план и јасни идеолошки рамки по кои што ќе се движи и во решавањето на сите овие предизвици кои што ги има. Мицковски веќе најави дека ќе има освежување внатре во партијата, се најавува промена и на подпредседатели, можеби ќе има и нов генерален секретар, известно е дека ќе има нов извршен комитет. Зошто се случуваат овие промени? Дали сметате дека председателот е незадоволен од темпото со кое што досега работите како раководство на партијата или пак се сака да се отвори простор за свеж кадар, нови луѓе? ВМРО ДПМН е политичка партија во која што секогаш имало промени. Промени насочени кон подобар квалитет, кон интегрирање на нов кадар, но и кон давање на шанси на кадар кој што во овој момент е дел од партијата, но можеби немал шанса во највисокото раководство на партијата. И тоа е еден природен процес кој што треба да го поздравиме. Секој во ВМРО ДПМН, најсилната порака ја испраќа токму и председателот Мицковски. Секој во ВМРО ДПМН треба да биде свесен дека ниту една функција во рамките на партијата ниту е, ниту треба да биде вечна. Ние сме на крајот на денот сите членови на партијата, даваме свој придонес и во партискиот живот и од гледна точка на нашите функции кои што ги имаме во извршната власт, но треба да се случуваат промени, треба да доаѓаат нови генерации, треба да работиме на ширење на капацитетите на партијата кон оние кои што имаат исти идеолошки, етички и морални гледишта како што и самата партија има во своите документи. Очекувате да останете подпредседател? Воопшто не сум оптеретен со тоа прашање. Јас очекувам да продолжам да го давам мојот личен инпут и во партиското работење и во работењето на владата. Секако тоа е прашање кое што веројатно ќе го дискутираме со председателот Мицковски во идниот период. Јас сум еден од неговите најблиски соработници уште од првиот момент кога тој е председател на партијата. Независно каде ќе бидам и во партијата и во извршната власт, јас секогаш ќе го давам мојот максимален инпут, бидејќи тој е инпут кон развој на нашата држава. Се најавуваат промени во владата, на пролет одредена реконструкција, но истовремено опозицијата, но и некои извори кои што орбитираат околу ВМРО ДПМН не исклучуваат можноста на пролет да имаме и предвремени парламентарни избори. Според вас, до што сме поблиску, до владина реконструкција на пролет или пак до предвремени избори? Мислам дека тоа некој пати јасно и председателот го има кажано. Нашата цел е да завршиме целосен парламентарен мандат, што значи следните парламентарни избори да бидат 2028 година. Но секако не може да се исклучи некои промени да настанат, бидејќи политиката е често жива материја, има процеси кои што не секогаш единствено зависат и од нас. Доколку ме прашате во овој момент, додека дискутираме што мислам дека сме поблиску до тоа да имаме редовни парламентарни избори, но секако ќе ги следиме процесите и вие како медиуми ќе следите и сите заеднички ќе видиме во која насока ќе се движат процесите во следниот период. Ве прашувам, бидејќи опозицијата како да прави обид
вид да внесе една нова динамика во меѓупартиската комуникација. Од денеска имаме нов сет на така наречени бомби, се обвинуваат високи функционери во државата дека преку семејни фирми испумпувале средства преку тендери. Како ги коментирате сите овие случувања? СДСМ подолг период покажува ширење на еден наратив на лажни вести и дезинформации, креирани информации за да ја манипулираат јавноста. Тоа што би можел да кажеме дека институциите се слободни да истражат се што мислат дека треба да истражат, дека ВМРО ДПМН нема никаков проблем доколку се утврди дека некој нејзин член или именуван функционер е одговорен за криминал и корупција, тој да биде или таа да биде предмет на одговорност. Најдобар доказ е случајот со директорот на ИПАРД агенцијата, но мислам дека тоа што го гледаме посебно во последните неколку денови, што се шири за одредени функционери на ВМРО ДПМН е наратив на лажни вести и можеби чудно е тоа што наративот за корупција доаѓа од политичката партија која што 7 години беше синоним за корупција не само за нас во државата, туку и сите оние кои што нас следа од меѓународна гледна точка. Советот до СДСМ е дека треба да се реформира таа политичка партија, да се обезбеди некој ново кадровско освежување и да јасно ги препознае своите грешки од минатото. Јас дури би рекол, веројатно би било добро да има капацитет да ги признае грешките од минатото, посебно во полето на надворешната политика. Но за жал, јасно е дека тенденцијата е сосем спротивставена од таа. Видовме пред неколку месеци што мислат, односно пред помалку од некој месец, пред скоро еден месец видовме што мислат граѓаните за СДСМ и нивната политика како резултат на локалните избори, но очигледно е дека немаат капацитет да научат лекцијата. Како искористам вашето присуство како министер за надворешни работи, ќе ве прашам како тече надминувањето на она што ни остана како спор со Бугарија. Имаше некои брифинзи дека во периодот околу Нова година би можело да се очекува интензивирање на овој процес, но денешна перспектива како да не изгледа тоа така? Тоа што би можел да го споделам со јавноста е дека има желба кај Европската унија и кај одредени земји членки да се помогне во развивање на диалог насочен кон решение. Тоа што можам да ги уверам нашите граѓани е дека не треба да имаат никаква грижа по однос на позициите на владата. Позициите се сосема јасни и нема да прифатиме никакви отстапки кои што се поврзани со нашите основни идентитетски обележја, со нашиот јазик и со нашата историја. За жал, во овој момент не постои висок степен за желба на диалог од страна на соседна Бугарија, но искрено се надевам дека тоа ќе се промени, бидејќи јас сум убеден и тоа секаде јавно го говорам, дека штета од закочениот процес имаме секако ние како држави, мораме да најдеме начин да го откочиме истиот, секако во рамките на нашите принципиални позиции, но исто така штетата ја трпи и Бугарија, кој што губи време да има сосед кој што е поскоро земја членка на Европската унија. Тоа е нивни и економски, и политички, и национален интерес и верувам дека ќе постои рацио и рационалност и кај нашите соседи. Господин Муцунски, ви благодарам што бевте дел од тема на денот. Благодарам и на вас. Британски Таймс објавува одбиените баратели на азил би можеле да бидат депортирани во Северна Македонија. Македонската влада тврди дека написите биле за внатрешно политичка потреба. Панче Тошковски добил опомена на излез од Скопје, безбеден град, уловил дека вози со брзина над дозволената. Реакции во јавноста предизвика информацијата која ја објави британски Таймс. Угледниот медиум во текст под наслов "Одбиените баратели на азил би можеле да бидат депортирани во Северна Македонија" посочува дека се во тек преговори за ваков процес. Македонската влада пак тврди дека написите биле за внатрешно политичка потреба, а никогаш прифаќањето на мигранти не било тема на разговор. Владата негира британската амбасада, ниту потврдува, ниту демантира дека Македонија одесенва и формално е во преговори со Велика Британија за прием на баратели на азил во Обединетото кралство, чие барање е одбиено. Ова доаѓа откако вчера британски Таймс објави дека Скопје влегло во формални преговори со Лондон како дел од договорот кој двете држави го потпишаа.
Според пишувањата на Таймс, Британија ќе и плати на Македонија за секој примен мигрант. Барателите на азил ќе бидат депортирани и ќе им биде понудена шанса да побараат азил во Северна Македонија, но нема да бидат ниту задржани, ниту ќе имаат рестрикции на движење, со што ќе бидат слободни да ја напуштат државата доколку тоа го сакаат. Тие ќе бидат поттикнати да бараат азил или да добијат работна виза во сектори каде што има голем недостаток, како што е градежништвото, пишува Таймс. Ставот на владата е дека објавата на весникот била исклучиво за внатрешна политичка потреба. Ваквиот напис е за внатрешна политичка потреба, а што се однесува до вистината на оваа тема, таа е кажана од страна на амбасадорот на Обединетото кралство Метју Лосон, кој јавно на пресконференција кажа дека на таа тема никогаш не се разговарало и дека нема такво нешто, ни кажа портпаролката на владата Марија Митева. Доцна синоќа се огласи и британската амбасада преку Фејсбук, но ниту ја потврдија, ниту ја демантираа информацијата на Таймс. Оттаму велат дека по средбата на двајцата премиери, Стармер и Мицкоски, се постигна стратешко партнерство фокусирано на долгорочни политики, економски и безбедносни рамки дизајнирани да ја продлабочат соработката и да ги зајакнат стабилноста и просперитетот во двете држави. Како дел од ова, Велика Британија и Северна Македонија подпишаа партнерство влада со влада за да испорачаат критични инфраструктурни проекти во Северна Македонија. Оваа соработка беше зајакната од двајцата премиери на Берлинскиот процес на кој Велика Британија беше домаќин оваа година. Дополнително, двете нации соработуваат преку заедничката работна група за борба против нерегулираната миграција и организираниот имиграцијски криминал, зајакнување на безбедноста и справување со криминалните мрежи. Ние цврсто стоиме покрај нашиот сојузник Северна Македонија во НАТО за унапредување на просперитетот, безбедноста и економскиот раст, велат од британската амбасада во земјава. Ова не е прв пат Македонија и останатите држави од Западен Балкан, како Косово и Босна и Херцеговина, да се споменуваат во британските медиуми како можни дестинации каде нивната влада би ги испраќала барателите на азил чии барања се одбиени. Лондон имаше неуспешен обид тоа да го направи во Руанда. Двете држави, иако подпишаа договор, Врховниот суд во Британија го прогласи како незаконски. Мигрантската криза е една од најжешките политички теми во Обединетото кралство, особено откако во 2023 забележан беше влез на премиерот Стармер, кој со државата раководи од лани, донесе повеќе мерки делумно инспирирани од данскиот модел, како што се привремен статус на бегалец, ограничување на правата за семејно обединување, зголемување на праговите за плата за работни визи и сузбивање на нелегалното вработување. Даниел Василев, Сител телевизија. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски објави дека утринава добил СМС порака за сторен сообраќаен прекршок додека со приватно возило одел кон Кавадарци, каде што денеска се одржува партискиот конгрес на ВМРО-ДПМН. Системот Безбеден град констатирал прекршок и брзина на движење од 51 км на час на место каде што е дозволена брзина од 50 км на час. Ова е најдобрата илустрација за тоа како треба да функционира државата, системот важи и постапува еднакво кон сите, и ако регистрира прекршок, санкцијата следи без разлика кој е во возилото. Нема исклучоци, нема селективност, нема привилегирани. Управувањето со возило е обврска, не привилегија. Целта на Безбеден град не е казнување, туку ред, дисциплина и спасување човечки животи. Со алармантниот број на жртви на патиштата што го имаме, мора да покажеме личен пример и одговорност, пишува Тошковски во објавата на Фејсбук. Тој додава дека државата ќе биде посигурна само ако законите важат подеднакво за сите, вклучувајќи ги и оние кои се најодговорни за нивното спроведување. Во објавата тој го сподели и документот на кој се гледа дека управувал со неговото возило Volvo XC60, а камерите го уловиле во 9 часот и 42 минути на булеварот Александар Македонски на клучката Ченто кон клучка Хиподром. Во Кочани денеска се одржа нов марш на ангелите. Родителите на жртвите во Пулс го изразија револтот од начинот на одбраната на обвинетите во судската постапка. Родителите, роднините и пријателите на семејствата на загинатите во пожарот во дискотеката Пулс попладнево повторно излегоа на кочанските улици на така наречениот марш на ангелите. Револтирани се од досегашниот тек на судењето на обвинетите за трагедијата и од начинот на кој нивните адвокати ја презентираат одбраната. Дали судницата се претвори во струшките вечери на поезијата? Дали таму се оди за рецитирање или за вистина? Дали зборовите треба да ја покријат смртта на нашите деца?
Затоа што тоа го слуша јавноста. Може да се помисли дека децата не загинале, пожар немало, дека никој не е виновен и дека трагедијата била случајна. Но вистината е сурова и тешка. Нашите деца изгореа живи, во чат и во паника, со крикови за помошта што никој навреме не ги слушна. Според обвинителството, прибран е 200 гигабајти доказен материјал, а од друга страна се добива впечаток дека никој не е виновен, никој не е одговорен, никој не е надлежен, додаде Наунов. Ние не бараме одмазда, ние не бараме крв, ние бараме само едно – правда. Не сакаме судење во стихови, не сакаме судење во метафори, сакаме судење во докази, факти и одговорност. Овој марш не е против државата. Овој марш е за државата да почне да функционира. За институциите да не бидат празна форма. За функциите да не бидат само плата, туку и обврска. Родителите уште еднаш порачаа дека нема да се откажат, ќе продолжат да го следат секое рочиште и да маршираат по улиците, се додека правдата не излезе на виделина. Овде се за да се борат за оние кои повеќе не може да зборуваат и за сите идни генерации кои мора да живеат во нормална држава. За Сител, Трајан Ристовски. На клиниката за ортопедија успешно се изведени 2 трансплантации на коска од починат донор кај педијатриски пациенти, информираше Министерството за здравство. Првата интервенција е извршена кај 14-годишно девојче со вродена аномалија на стапалата. Постигната е стабилна корекција и пациентката се врати на вообичаените активности. Втората трансплантација е направена кај 13-годишно момче со повторен деформитет на стапалото. Пациентот е испишан во добра состојба и го очекува рехабилитација, информираат од Министерството за здравство. Користењето кадаверични коскени трансплантанти има огромно значење во детската ортопедија. Се избегнува нова хируршка рана, болка и дополнителна деформација, а интервенциите се побезбедни и пократки. Донорството спасува и менува живот и благодарение на семејствата кои даруваат и на тимовите кои посветено работат. Денес имаме 2 млади лица кои добиваат шанса за подобар и побезболен живот, се вели во пишаната порака од Националниот координатор за трансплантација Билјана Кузмановска. Од Министерството за здравство изразуваат искрена благодарност до двата медицински тима и до семејствата на донорите за нивната хуманост. Лицата со попреченост имаат потреба дневните центри да се под државна капа. Правата на секој еден граѓанин се одговорност на општеството, велат од Центарот Зраци од Охрид, кој постои повеќе од 20 години. Јавната свест за лицата со попреченост се зголемува, но останува потребата дневните центри да се под државна капа. Инклузијата не е милостина, туку право, а правата на секој еден граѓанин се одговорност на општеството, велат од Центарот Зраци кој постои повеќе од 20 години. Што е најважно да се види дека и овие граѓани, лицата со попреченост, се граѓани на ова општество како и сите други, дека и тие имаат потреба за свој простор, за свое друштво, да бидат дел од заедницата, што во суштината и главната работа на овој дневен центар, значи да ги колку што е возможно да ги спремиме за самостојно живење. Сакаме еднушка да се решит на државно ниво дневните центри, без разлика каде се наоѓаат, да си влезет под државна капа. Центарот Зраци има поддршка од општина Охрид, но за родителите и понатаму е проблем нерешениот статус, напуштајќи ги своите професии за да се грижат за лицата со посебни потреби. Немаат ниту стаж, ниту примања. Дневниот центар работи секојдневно од 8 до 16 часот, каде децата се згрижени, каде работат 2 стручни лица. Исто покрај за дневниот центар Зраци, општината дава поддршка и за останатите дневни центри. Многу од родителите излегоја од работа за да може да се посветат кога ќе дојдат во семејството дете со посебни потреби. Нивниот статус не се реши и не се обидоја да го решат на ниеден начин. Значи, нити да им течи работен стаж, нити да имат некои примања, додека, замислите сега, ако вие згрижите дете со посебни потреби, ви течи и стаж, здравствено сте осигурани и земате многу повеќе пари. Инаку дневниот центар секојдневно го посетуваат десетина лица. Тие покрај тоа што добиваат услуги за оспособување во извршување на дневните обврски, вклучени се и во бројни социјални активности. Нина Аритоновска, Сител телевизија.
Жени од Источна Македонија започнаа обуки за вклучување во доброволните противпожарни друштва. И во Македонија, по примерот на поразвиените земји, пожарникарството може да биде и женска професија, но за тоа да стане реалност потребни се и општествени и структурни промени. Дека интерес и желба постојат, покажуваат десетина жени од неколку градови во Источна Македонија, кои веќе ги започнаа обуќите за вклучување во доброволните противпожарни друштва. Како дел од програмата и ти можеш да бидеш хероина. Тие преку теоретски и практични работилници учат како да реагираат при пожари и како правилно да ја користат основната опрема. Меѓу нив е и Танкица Стојанова, која смета дека ваквите обуки се важен чекор кон надминување на предрасудите дека пожарникарството е исклучиво машка професија. Секое лето се соочувам како волонтер на Црвениот крст, се соочувам со слики од доброволни друштва каде што низ земјите така функционираат и гледам жени волонтери кои што се членови на такви противпожарни друштва. Тоа ми беше првиот момент кога видов дека веќе имаме такво нешто, го имаме овде во Струмица, во Македонија почнува да се формира, тоа беа првите чекори кои што така ме заинтересира и затоа сум член во тоа друштво. Поддршка за идните жени пожарникари доаѓа од странство. Пожарникарката Има Синглер од Манчестер им ги пренесе своите искуства и порача дека физичката подготвеност и храброст не зависат од полот, туку од волјата да се помогне. Во Манчестер има многу жени пожарникари, навистина фантастични. Тука сме за да ги увидиме предизвиците со кои се соочуваат жените во Македонија и зошто потешко се вклучуваат како волонтери, како и кои чекори може да се преземат. Работиме на отстранување на бариерите и подобрување на условите за жените. Во Англија имаме силна поддршка и се надеваме дека ќе го видиме тоа и овде. Обуќите ги реализира Организацијата на жени од Свети Николе во партнерство со британската операција Флоријан и Националната мрежа на доброволни противпожарни друштва. Од доброволното противпожарно друштво Струмица вела дека жените се подеднакво способни да се справат со теренските предизвици и дека секој дополнително обучен волонтер ја прави заедницата побезбедна. Кај нас во Македонија пожарникарството се смета за машка професија, меѓутоа жените многу можат да придонесат во самото пожарникарство, значи не мора да одат на терен сите, туку може да бидат во својство на логистика или во својство на оператори на телефонски повици. Иако интерес има, во професионалните противпожарни служби во земјава засега е вработена само една жена пожарникар. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.